Градоначалникот Аце Коцевски на денешната пресконференција апелираше сите да ги почитуваме мерките и упатствата за заштита во борба со овој невидлив и сериозен противник COVID-19. Исто така тој отдаде јавно признание на здравствените работници и сите останати на првата борбена линија кои што се соочуваат со овој предизвик. Еден од заклучоците е задолжително присуство на представникот од матичните лекари за пренесување на важните барања и информации. Овој заклучок е донесен бидејќи матичните лекари упатиле на жалба за несовесно однесување на одредени граѓани. Морам тоа да го нагласам покрај големата свест и совест на огромен број наши сограѓани. Има и наши сограѓани кои се неодговорни. Тоа е поплаката од лекарите. Не ги даваат сите неопходно потребни информации, како што се случило вчера, дека имале контакти со инфицирани од коронавирусот и тоа предизвикува потоа многу големи проблеми, затоа би сакал да апелирам до нашите сограѓанки и сограѓани кога одат на лекар да ја зборуваат вистината, затоа што на тој начин најмногу може да си помогнат себе си и на останатите. Градоначалникот Воен упати апел до новинарите да бидат на висината на својата задача за критичко, но објективно известување, бидејќи од особена важност да упатиме позитивни пораки кон граѓаните во овие тешки денови на пандемијата. Во пресрет на празниците што доаѓаат, препорачува дисциплина на граѓаните и следење на мерките за заштита од Министерството за здравство. Градоначалникот најави седница на Советот на општина Велес наредна среда, која ќе се одржува со бесплатна платформа благодарение на македонски телекомуникации. На седницата се најавуваат измени на повеќе програми. Ќе скратиме повеќе ставки од позиции кои или не можат да се реализираат или во овој момент на ваква воредна ситуација не ни се приоритетни, за да обезбедиме што повеќе финансиски средства за други намени кои ќе бидат потребни во оваа ситуација, пред се за обезбедување на средства за набавка на лична заштитна опрема како за вработените во општинските јавни институции, така и за вработените во државните јавни институции и исто така за обезбедување на финансиска помош или пакети со прехранбени и други производи за социјално најранливите категории наши сограѓани. Тој потенцираше дека одлично функционира соработката со Црвениот крст, се доделуваат пакети на социјално загрозените семејства и еднократни финансиски средства за купување на лекови на граѓаните кои што им е навистина најпотребно. Исто така се регулирани маркетите, сендвичарите и другите економски оператори кои ќе добијат дозвола да дистрибуираат храна во домовите за време на полицискиот час за викендите.